во душата, мир во светот. Кратка, но искрена порака на Сумира Ардијан, Ивона и Жаклина, средношколци во Гостиварската гимназија. Генерација која детството го живееше во постконфликтна Македонија, генерација чија младост го носи товарот на градење на иднината, мултиетничка, мултикултурна, со соживотот и меѓусебното разбирање како цврст темел. Овие тинејџери живеат во Гостивар, град на разноликоста, каде на неколку метри до џамијата има црква, каде во чаршија некаде се пие чај, на друго место турско кафе, а некаде ракија, каде за државни празници на ерболите се веат македонското и албанското знаме. Овие средношколци беа дел од проект за мултикултура со разни активности, нешто што им помогнало во надминување на предрасудите. Со нас го споделија своето искуство и мислења. Ки është проект ku ne të gjithë së bashku Ова беше проект во кој ние сите станавме едно и целта ни беше да испратиме порака дека сите имаме исти права и сме еднакви. Сакавме да ги разбиеме табуата и предрасудите кои тука постојат уште од нашите предци. Мислам дека во една држава различните етнички групи треба да бидат на исто ниво, да не се гледа со резерва кон другите. Горда сум што ние реализиравме проект, презедовме чекор за промени, за поинаков поглед, особено на младите. Сите исто да го размислуваат, сите исто да сакаат мир, да се дружиме меѓу себе, да нема поделби. Тоа мојата порака до младите да не се делат како како албанци, македонци, турци, да седат на различни страни, едноставно да се дружиме сите заедно. Тоа е мојата порака до сите. Тоа ќе ќе ни кнаќу да се ќе важдува edhe me tuqe me këto. Би бил среќен да се продолжи со проекти за зајакнување на односите меѓу етничките групи во Македонија и да не правиме разлики меѓу албанци и македонци. Мојата порака е да соработуваме едни со други без разлика на верската и етничката припадност. Ако моменталната состојба не е најдобра, сметам дека со вакви програми, проекти за зближување, секако одиме чекор понапред. Да ги гледам и нив како што ги гледам моите другари, значи дека и тие се деца имаат исто мислење и исти цели во животот како што имаме и ние. Дека не треба да се дискриминираме, како што сме ние луѓе, така се и тие луѓе, како што ние живееме во овај град и тие треба да живеат исто, со истите обврски, со исто, значи. Зближувањето, меѓусебното запознавање и знаоѓањето заеднички интереси меѓу младите од различни етникуми се нешта на кои во Македонија особено се посветува внимание. Во духот на Охридскиот договор, кој пред 11 години побара мирен и хармоничен развој на граѓанското општество, каде се почитува етничкиот идентитет и интересите на сите граѓани. Примарната улога во создавањето мостови на мултикултурата и соживотот ја има образованието. Од заедничко вклучување во секции, формирање спортски тимови, организирање манифестации, екскурзии, во гостиварските училишта и средни и основни се спроведуваат најразлични проекти во чиј фокус е зближувањето меѓу учениците. Све тоа е во склоп на соживотот, на недискриминација. Тоа е дел од нашето секојдневие, каде треба да се живее заеднички и да се работи заеднички, да се спортува, да се учи, да се допринесе во сите сфери на животот, бидејќи сме мултиетничко општество. Значи, крајните цели се да помеѓу себе дојде до зближување на учениците од различна етничка припадност. Со самото тоа што со имплементацијата на овие проекти доаѓаме во ситуација на едно исто место за една иста тема да работат ученици и од македонска, и од албанска, и од турска националност и нормално вклучувајќи ги учениците од ромската популација. Младите лесно ги отвораат очите затоа што имаат отворени срца. Со својот ентузијазам и креативност најмалку што можете да ви измамат насмевка на лицето. Ако тие, например, немаат проблем секој со својата носија да се фатат на едно оро, тогаш навистина нема од што да се плашиме да ја оставиме иднината во нивни раце.